на сите присутни. 10 години дом. Помина, Бога ми, многу брзо. Иако во мају време имавме многу работа. Јас само ќе ве подсетам дека пред 10 години кога дом се појави на политичката сцена во Македонија, она пошто веднаш станавме препознатливи и што го понудивме како специфика на партијата беше туризмот, за кој што тогаш луѓето не прашува што ви текна за туризмот. Македонија нема море. Не мора да има море. Македонија има многу други работи кои што може да ги понуди на странските и на домашните туристи. Ние бевме убедени во тоа, тогаш убедени сме и ден денес. Тогаш направивме и посебна програма за туризмот. Денеска е вклопен во целата наша зелена програма. Меѓутоа, од самиот почеток, кога дом зборува за туризмот, никогаш не зборува за масовен туризам. Македонија нема стотици километри некаков морски брег или некакви огромни пространства, а и да ги има. Ние не сакаме да ја бетонираме природата. Не сакаме, значи, нашата политика не е да се бетонираат нашите туристички дестинации, да се претворат во огромни хотели и така натаму. Нашата политика е да го зачуваме она автохтоно, она автентично, традиционално, што Македонија може да им го понуди на туристите и сопствени домашни и пред се иностранските. Значи, да ги понудиме нашите вкусови, мириси, музика, нашите бои, она пошто сме препознатливи и различни од другите. Затоа што трендовите во туризмот веќе не се масовен туризам, да се отиде 2 недели некаде и да се лежи на некаква плажа. Луѓето и во светот и кај нас се повеќе се преориентираат на еден активен туризам во кој што сакаат многу дразби, многу стимулуси на сите сетила постојано. Значи, да шетаат и постојано нешто да доживуваат. Македонија е идеална за таков вид туризам. Тоа е екотуризам. Тоа е одржлив туризам. Тоа е она за што ние се залагаме. Значи, да ги зачуваме и заштитиме нашите автохтони вредности и културни и природни, духовни, сите тие такви да им ги понудиме на туристите. Токму заради тоа ние се залагаме за еден уште посериозен пристап кон туризмот. Ние тогаш пред 10 години предложивме и баравме министерство, меѓутоа на наша иницијатива добивме, мислам, Македонија доби агенција за промоција и поддршка на туризмот, меѓутоа таа агенција, иако добро работи, се покажа како недоволна да направи вистински да ги помести работите во туризмот на еден порадикален начин. Затоа ние се залагаме туризмот наместо да биде еден така маргинален сектор во Министерството за економија, да биде еден подсектор или подресор во Министерството за животна средина и просторно планирање. Затоа што за таков екотуризам и ние и се залагаме. Освен тоа, значи овој сектор или подресор би требало да да работи на создавање поволни услови за екотуризмот, за развој на екотуризмот, да ги утврди стратегиските приоритети на македонскиот туризам, а исто така и да се работи на повеќе мерки за развој на екотуризмот, како што е мапирање на објектите од интерес за туристите и грижа тие да бидат репрезентативни и отворени за посети, утврдување на календарот за културни, забавни и спортски настани кои би биле туристички атрактивни, развој на сместувачките капацитети за овозможување и стимулирање на приватни инвестиции во автокампови, мотели, хотели и апартмани и други типови сместување, донесување локални стратегии за развој на екотуризмот, едукација на локалното население за екотуризмот, регулирање на сообраќајот, за тоа веќе зборувавме, потоа грижа за безбедноста на туристите,
одржување на чистота на градовите и селата, чистење на дивите депонии, функционирање на постојните, одржување на постоечкото зеленило и оформување на нови зелени простори. Сето ова е еден систем кој што, еве, во она што претходниците мои и оние кои што после ќе зборуваат, ние би сакале да ја видиме Македонија позелена и поубава, затоа што имаме право на здрава животна средина.